Денеска се одржа седмата седница на Советот на општина Струмица. На дневен ред имаше 18 точки. Сакам неколку од них да ги истакнам, бидејќи се работи за интерес на сите граѓани на општина Струмица и советниците и од двете советнички групи гласа за. Сакам да ја истакнам точката за делумно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на граѓно земјиште за објекти со природни зелени кровови, што беше и во програмата на нашиот гранчалник Коста Јаневски. Денес едногласно се усвои. Исто така продолжива гранчалник на општина Струмица и Советот да дават поддршка на талентирани наши сограѓани и помош на наши граѓани на кои им е потребна со определена парична помош. Сакам исто така да го истакнам и субвенционирањето од 100 евра за надоместок за приклучување на дистрибутивниот гасовен систем за 2018 година. И секако сакам да поздравам одлуката и на советниците на ВМРО ДПМН да гласаат за годишниот план за вработување на локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето за 2018 година, затоа што од општ јавен интерес за сите граѓани на општина Струмица. Можам да кажем дека нашата библиотека е една од најдобрите библиотеки во Република Македонија. Еве со ова гласање едногласно и од советниците од Социјалдемократски сојуз и коалицијата и од советници од ВМРО ДПМН да биде како награда за целиот ангажман на директорката на јавната установа библиотека Благо Јанков Мучето за нејното залагање во тој период со многу малце вработени 8 со ангажман дури и на директорката да работи на пултот за издавање книги. Еве тоа да биде како една награда. Сите ние гласавме за нови 6 вработувања кои веќе Министерството за култура и Министерство за финансии ги има одобрено. Се надам дека во наредниот период или во 2019 година ќе добиеме уште согласности, бидејќи знаеме дека пред 11 години библиотеката Јанков Благов Мучето броеше 18 вработени.